Ми приде Анка Пију, која е сопруга на Кристи Пију и која заедно со Кристи ја водат неговата продуцентска куќа. Заедно со Мирсат Пуриватра, кој сите го знаете, легендарниот директор на Сарајевскиот филмски фестивал, кој веќе беше вклучен во таа копродукција. Анка ме седна, побара состанок со мене, јас со задоволство прифатив, не знаејќи зашто ќе се работи. И прво сите оние похвални зборови, има слушнато се разбира дека за реномето на нашата продуцентска куќа, благодарение на успесите на Теона филмовите и на бух анимациите, и ми понуди да станам дел копродуцент во незиниот тим. Но исто така знам, сетева ми рече дека знае дека не прифатиме копродукција. Ние до тогаш бевме свесни дека кога ќе прифатиме копродукција, бидејќи во долги разговори со Теона и со Вуки последните 7-8 години на вистина негова фалење бевме предплавени од писми и барања да копродуцираме филмови. Јас не бев спремна затоа што многу труд вложував и работа во Теона филмовите, во развивање на незините проекти, во развивање на анимациите и во мојата глума. Родив дете, станав мајка, не бев спремна да почнам да копродуцирам и се договоривме заеднички сили на Теона и Вук дека кога ќе копродуцираме, тоа ќе биде филм на Ларс фон Триер, на Нури Джелдан или на Кристи Пију. Таа година ми приде прв Кристи Пију, се разбира ми го дадоа сценариото, го прочитавме, се воодушевивме и прифативме. Така да ние бевме уствари во таа копродукција првата земја која што беше одобрена и првата земја која што влезе покрај романскиот копродуцент. Она што мене тогаш ми беше интересно многу е што Кристи Пију може да копродуцира со кого сака, верувајте. Не му дошло до Македонија и до Лавина и Систерс. И ја завршав Анка зошто тоа го прават, зашто бидејќи сите нивни претходни филмови се со големи земји. И ние по малите земји секогаш мечтаеме да одиме со поголеми земји поради дистрибуцијата и поради можноста да филмот биде дистрибуиран. И тогаш Анка ми рече, знаеш Лабина, сите наши филмови се точно копродукции со поголеми земји, овој пат, за да го задржам авторството и она што сакаме да го направиме со овој филм, ќе бидеме многу попредпазливи и веќе ни се избрани партнерите и сакаме да бидат дел од семејството и дел од визијата на Кристи. Не сакаме да имаме копродуценти и партнери кои ќе интервенираат во визијата. Ја после тоа го сватив што тоа значи, бидејќи со сосема друг начин и принцип на работа, влеговме во тоа, беше одобрен филмот од агенцијата и започнавме да работиме од македонската екипа, добивме два департаменти, две секции кои што ги водевме, тоа е секцијата на шминка, која што ја водеше Мојца Борогранц Петрушевска и секцијата на звук, која што ја водеше Атанас Горгиев, заедно со Александар Ѓорчев и Горјан Атанасов. Исто така во предпродукцијата, која што траеше многу долг период, зачутливо долг за европски филм, бидејќи знаете дека тој период се повеќе се крати. Имавме и вторна асистент на режија, младиот режисер Иво Баро, кој што има задржано на таа академија, така да за мене тоа беше супер, затоа што имав имплицирано свој луѓе таму и точно знаеш зашто касниме со снимање, зашто касниме со почеток на снимање, зашто снимаме една недела повеќе. Значи имавме навистина исклучителна убава мала екипа.